Здраво, левови, ова ќе бидат вашите месечни таро толкувања. Пораките што ќе ги чуете од се за месец март 2023, за вас левовите се разбира и ова се тие поголемите, поважните нешта за кои пообширно овде малку изборуваме, но ако има и такви меѓу вас кои сакате да ги слушате тие кратки неделни пораки, тогаш тоа може да го направите на Facebook, ќе пишете таму во Тарот МК, ќе се појави страницата и слободно уживајте, гледајте ги бесплатно. Тоа се неделни, кратки тарот пораки за сите знаци, се разбира секоја недела. Сега, овде пак, ако пронаоѓате по нешто што ви значи, што ви од корист, се допаѓа се тоа што го правиме, лајкувајте, коментирајте, споделувајте, нека се шират пораките побрзо да стигнат таму каде се потребни и предпазете се, тоа нам многу не значи, а вас нема воопшто ништо да ве чини. Сега да видиме што ќе се случува во животот на лавовите во месец март. Вие, лавовите, некои од вас, значи зборуваме само за некои од вас, вие сте претрпеле некаква загуба и во никој случај не сакам да помислите дека ова ќе се случува во март, не се случува. Ако не се случила досега, не се случува ова загуба, ова е за тие што претрпеле некаква загуба. И ова загуба може да била било што, тоа вие знаете, за сите е различно, некои сте загубиле некој драг човек во вашиот живот, некои сте загубиле некоја ситуација, сте изгубиле можноста да добиете нешто, да освоите нешто, или сте загубиле нешто во вас, некој аспект од вашиот карактер, нешто што ве правеше тоа што сте вие, сте загубиле нешто, и за некој од вас е нешто во вас. Тоа најлесно како може да се интерпретира освен спонтан абортус. Може би некој и тоа го доживеавте. Жалам ако е така. И значи ова веќе се случило, никако немојте да помислите дека ќе се случи. За тие што не се случило, нема да се случи. И сега сте вие со таа енергија, со оваа загуба. За некој пак од вас е сосема различно. Некој од вас пак вие имате работа со некоја шкорпија и таа шкорпија, таа личност на вас ги пренесува сите негативни чувства и сета тежина или пак проблеми. Или проблемите ви ги префела на вас, или пак енергијата ви ја префела, таа негативна, таа тешка, таа лоша енергија, или пак едноставно не ве остава намер, постојано ви задава проблеми, обврски, потешкоти, не може да се спасите од тоа. За некого е тоа, а за некого кажавте загуба. Оваа загуба сега ве ставила во ситуација да вие мислите дека веќе ништо нема смисла. Вие дотолку сте потонале во овие тешки мисли, во оваа лоша состојба, страдате, тагувате, не наоѓате воопшто никаква светлина, вие не наоѓате не ја гледате иднината повеќе после ова, да толку ве погодило. Сега тоа сите различно се бориме со загубите и со потешкотиите. И она што го гледате кај другите луѓе, очигледно има други луѓе кои се учесници во сето ова, на кои исто им се случило, биле дел од сето ова, заедно сте во ова, тие наоѓаат начин да се борат со оваа загуба. Тие имаат и методи, и филтри преку кои ги филтрираат овие тешки чувства, тие имаат начини, разни начини и се борат со ова. И тоа вас ви смета. Ова вас ви пречи, мислите дека тие се безосет, тие немаат чувства, тие не знаат што е, тие едноставно немаат чувства и тоа ви пречи. Вие сакате сите подеднакво исто да го доживеете ова. Загуба било и очекувате и другите да го третираат како загуба. Да, точно, сите што имаме доживеано големи загуби, знаеме колку е потребно времето додека се излечиме, додека го преживееме тој период, додека се пронајдеме повторно себе си, ја пронајдеме повторно смислата, но сите исто знаеме и дека
тоа време не треба да биде за секогаш. На тоа време треба да му се стави граница и кога ќе се постави таа граница, кога ќе се најде начинот да се излечиме едноставно, тогаш настапува и ослободувањето. Тоа и вие треба да го разберете и ќе го разберете, како што и другите го знаат, а за да го разберете треба да го прифатите методот што другите го имаат, треба да прифатите помошта и љубовта што другите ви ја пружаат, таму е ослободувањето. Меѓутоа, овој пат не се работи толку за тоа дека веќе научите некоја лекција, колку што се работи за тоа дека нешто ќе се случи. Нешто ќе се случува сега во март. А тоа е нешто многу, многу убаво. Ова е тркалото на среќата. Ова во таротот настапува само тогаш кога сме во тешки ситуации, страдања, депресија, изолираност, напуштеност, тага. И ова се појавува од нигде и никаде после такви моменти. И во овие моменти дадена е нова можност, нова светлина, дали е можност како помош, како совет, како насок или пак некаква материализирана можност, предмет, зашто и да се работеше во вашиот живот. Нешто доаѓа од нигде и никаде и обично настапува од нигде и никаде, одеднаш, неочекувано. Се јавува конечно тој зрак, светлина кој ви беше многу потребен и тоа е голема работа за вас, затоа што многу луѓе не можат да го најдат овој зрак, а кај вас ќе дојде по природен пат самиот од себе. Не плашете се дека повеќе никогаш нема да имате можност да го имате ова што сте го имале, не плашете се дека оваа загуба е загуба која ќе биде доживотна и нема повеќе никогаш да го имате сето ова. Верувајте дека се ќе биде добро, ама се ќе биде добро, особено во март ќе се уверите дека ќе дојдат многу убави нешта и тоа одеднаш, од нигде никаде, неочекувано ќе се случи ова и ќе завршат вашите проблеми, ќе заврши вашето страдање, ќе завршат вашите маки. Нешто многу убаво, за сите е различно. Што и да е тоа, е ослободување од оваа лоша и тешка енергија со која сте влезени во месец март. Тоа е пораката за некои од вас лавовите. Некои други пак, некои од вас, вие или имате некој болен дома, или вие се борите со некаква болест, со некаква повреда, со некаква... Што и да е, нешто поврзано со здравјето, и кај вас ќе се случи исто, и кај вас одеднаш. Нештава кај вас во месец март се случуваат одеднаш. Не да вие се трудите, па се борите, па барате начини, па неуспешни. Не, туку одеднаш се случуваат. Од нигде и никаде доаѓа помош. Еве кај вас ќе дојде лекот, ќе дојде советот, ќе дојде правиот метод за вие да се излечите, да се спасите од ова. Одеднаш и носи голема радост, среќа и ослободување. Некои други од вас шкорпиите пак, вие се обидувате да избегнете некоја ситуација во домот. Ова е ситуација која е тука, постои и ја ве опфаќа сите што живеете тука, меѓутоа сите се однесувате како да не постои, како да ја нема. Ја игнорирате и еве вие лично лавовите во месец март ќе продолжите да игнорирате оваа ситуација, дури кога завртите апсолутно грбот и веќе не сакате ни да имате работа со ова нешто што се случува. Ете, тоа е порака за во месец март за некој од вас сега дали тоа ќе се појави понатаму повторно, ќе мора да погледнете на оваа ситуација или не, ќе видиме тоа, времето ќе си покаже, меѓутоа еве сега, иако се појавува, вие го вртите грбот и не сакате ништо во оваа ситуација. Едноставно се правите дека не постои нешто.
Некои други повозрасните од вас лавови, тие што се повозрасни, веќе добиете некаква порака, ќе разберете нешто, дека некој ваш драг дете, внук, внуче, што и да е, стапува во врска со некоја личност за која вие имате многу лошо мислење, или пак почнува да прави работи, влегува во некакви врски, во некакви партнерства со луѓе кои баш и не се толку честни и нивната работа, нивниот живот и се она што прават не е честно, во смисол не е честно ако е поврзано со законот. Вие тоа ќе го дознаете, ќе ве загрижи можеби, меѓутоа не е ништо опасно за сега. И, драги мои лавови, тоа е тоа најмногу што може да се каже овде и сега. Јас се надам ќе најдете нешто што ќе ви биде од корист, а до следното, чао, чао.